Добро утро и од мене, јас сум Александра Бубевска. Време е за рубриката Жените го вртат светот, а на линија треба да имаме Жаклина Гештаковска-Алексовска, специјалистка за родови прашања во UNDP. Па дали се слушаме, господјо? Да, се слушаме. Се слушаме. Со вас сакавме да поразговараме за една апликација која што ја промовиравте во текот на 16 денови активизам против насилството на врз жените и девојчињата. Така што оваа апликација се вика Биди безбедна. Што значи таа, ќе можете ли да не запознаете малку повеќе? Да, ви благодарам на времето, се извинувам, што го отстапувате за да може да ја промовираме. Мобилната апликација значи можност жртвите да побараат помош кога се во ситуација на опасност и место каде што може да ги најдат информациите за сите услуги кои што им се нудат на жртви на родово базирано насилство и семејно насилство. Таа е наменета за сите нас. Можете да ја даунлодирате на секој од вашите телефони и можете да најдете корисни информации за тоа што е насилство, какви видови на насилство има, но што е најважно, може да се побара помош преку SOS линијата за помош на жртви, која што ја уредува Националниот совет за родова рамноправност. Инаку апликацијата ја направивме заедно со Министерството за труд и социјална политика, Министерството за внатрешни работи и Министерството за здравство и 18 граѓански организации кои што работат на ова поле. Кажете ми како треба да се користи, односно тука се поставува едно прашање, нели ова е за корисници што имаат мобилен паметен телефон, но жртвите на насилство често пати и немаат таков телефон. Да, точно. Сосема се во право и со ова се обидуваме да допреме до сите оние кои што можат да користат паметни телефони. Секако знаеме дека треба да продолжат сите други активности на терен со локалните организации, преку центрите за социјална работа кои што пружаат поддршка на жртвите. Тие најчесто се со да кажам услови во кои што и немаат можност за паметен телефон, но сепак сметаме дека покриеноста на нашата земја со интернет, можностите кои што луѓето ги имаат, сепак ќе допре до една поширока популација, но едновремено сакаме и да ја подигнеме свеста за важноста да реагираме во ситуација кога ќе бидеме сведоци на насилство, да пријавуваме насилство и да ги поддржиме жртвите. И преку мобилната апликација би сакале да на еден посовремен начин ги пласираме овие информации, но едновремено и поддршката која што им се нуди на жртвите. Тука преку апликацијата можете директно да се поврзете со организациите кои пружаат психосоцијална поддршка, со организациите кои што пружаат бесплатна правна помош, со шелтер центрите и може би и не директно жртвата, туку и некој кој што ја познава жртвата, може да и посочи како да добие помош и поддршка. Оваа апликација развивме во времето кога отпочна пандемијата и кога, како да кажам, целиот наш живот се префрли онлайн. И беше потребно да информациите допрат до луѓето и кога има полициски час, кога има ограничено движење и кога всушност и случаите на насилство се зголемуваат за жал. Малку да ја раскажеме и предисторијата на оваа апликација. Имено таа доаѓа како резултат на сведоштвата кои што беа запишани во во хаштаг сега кажувам и хаштаг не одам. Тоа се оние сведоштва на жени и девојки за разни случаи на насилство, на вознемирување, разни видови на вознемирување на јавни места или во нејавни места, во семејството и така натаму. Како се формираше од овие сведоштва да се стигне до оваа апликација? Секоја година за време на 16 дена активизам ги актуализираме овие теми.
но тие треба да бидат актуелни и преку целата година. Кампањата што ја спомнувавте допринесе многу за поотворено да се зборува за насилството, бидејќи постои една стигма и срам кај жртвите да споделат дека биле жртва или дека се во моментот соочуваат со насилство. И колку што повеќе зборуваме на темата, толку повеќе ги охрабруваме да го споделат своето искуство и да побараат помош. Бидејќи кога се соочува со насилство, жртвата помислува и на што ќе помислат во семејството, како ќе ја третираат понатаму и како таа ќе биде стигматизирана од непосредната околина и од општеството. И затоа е важно да продолжиме и преку таков вид на кампањи да зборуваме за тоа дека жртвата не е виновна, дека треба да се информира за тоа кои се нејзините права и како да постапува во таков случај, а има и луѓе и организации кои што можат да и помогнат. Историјата на апликацијата е посредно преку канцеларијата на UNDP во Македонија, која што се поврза со другите канцеларии, поточно со канцеларијата на UNDP во Црна Гора, што разви една слична апликација. Ваков тип на мобилни апликации за поддршки на жртвите има низ целиот свет. И важно е тие да бидат функционални, да бидат практични, да можат да понудат брза реакција и помош. И ние ова го развивавме заеднички со сите чинители што работат на оваа тема и на ова поле. И веруваме дека дојдовме до да кажам еден производ кој што може да допринесе многу, а секако ќе го развиваме и понатаму и ќе можеме да додаваме и нови функционалности и начини како да им се помогне на жртвите. Но најважно е да не замижуваме пред насилството, да пријавуваме, да ги поддржиме жртвите и да ги прифаќаме во секојдневниот живот, за да може да не се чувствуваат изолирани, осамени и безпомошни. Една од главните функционалности, како што велите, на оваа апликација е брзината. Односно, институциите, кога жртвата ќе пријави, ќе го стисне копчето, треба да реагираат институциите брзо. Дали е тоа возможно кај нас? Дали веќе има такви случаи каде што институциите преку оваа апликација спасиле некоја жртва? Апликацијата ја привршивме пред неколку недели и сега еве засилено ја промовираме како би можеле колку што е можно поголем број на луѓе да ја даунлодираат и да можат да ја користат и да биде достапна до жртвите. Така што е премногу рано за да можам да зборувам за случаи каде што ги анализираме, да кажам, резултатите. Тоа би можеле да го направиме во некој следен разговор, но важно е што преку апликацијата жртвата може да прати SMS порака до SOS линијата и заедно со таа порака се праќа и геолокатор, односно локација каде што се наоѓа жртвата. Потоа Националниот совет за родовна равноправност, која што е оператор на SOS линијата, се јавува, контактира со жртвата и утврдуваат во каква ситуација се наоѓа и каков тип на поддршка е потребна, а потоа се алармираат и институциите. Жртвите можат и директно да стапат во контакт и со полицијата, и со центрите за социјална работа, и со некои други организации кои што пружаат помош, и тоа зависи и од состојбата во која што е таа, во степенот на непосредна опасност и многу други фактори, но верувам дека преку директното праќање на порака за помош ќе може да се помогне на жртвите кои што се наоѓаат во таква состојба, бидејќи од другата страна има искусни операторки кои што долго години работат со жртвите и можат да им ја пружат непосредната помош. Она што е уште позначено е дека некако за да стигне до тој момент, кај жртвите постои еден долг процес на себе преиспитување, на
двоумење дали да пријават или што ќе се случи кога ќе пријават насилство и некои и проценки велат дека тоа трае и со години. И ние сакаме тука да интервенираме, да реагираме и да ги поддржиме жртвите со информации кои што можат да им го трасираат патот, што би се случило или што ќе се случува кога тие ќе ја отпочнат таа патека и кога ќе почнат да разговараат со некои од стручните лица како себе си најдобро да си помогнат, а за оние случаи каде што има потребна одитност, постојат и шелтер центри кои што можат да ги згрижат и нив и нивните деца доколку е потребно. Госпоѓо Бештаговска, сакам да ве прашам и за овие податоци кои што вие како специјалистка за родови прашања во UNDP веројатно ги имате, а тоа е дека 45% од жените и девојчињата во Македонија биле жртва на некој вид на насилство, а само 2% од нив го пријавиле тоа насилство. Да, тие податоци доаѓаат од едно истражување кое што беше спроведено од страна на ОПСЕ пред година и пол и исто така и покажуваат и дека 1 од 10 жени биле жртви на физичко насилство, например, дека 30% од жените биле жртви на сексуално вознемирување. И ова се навистина бројки кои што треба да не вознемират, да не заплашат и да направат да реагираме. Бидејќи распространетоста на насилството во таков тип на анонимна анкета покажува на општество во кое што сепак имаме голем простор да работиме на правата на жените и на демократските услови во кои што живееме, а воедно и на начинот на кој што институциите реагираат. Најчесто жените, девојките не пријавуваат насилство и од таа гледна точка, бидејќи процесот на докажување е долг и паѓа на жртвата. И тука секако верувам дека многу работи можат и треба да се променат на подобро. Исто така сакав да ве прашам и дали мислите дека со оваа апликација ќе се зголеми, бидејќи ова е загрижувачки само 2% од жените да пријавуваат насилство, дали со оваа апликација можеби мислите дека ќе се зголеми бројот на пријавени случаи, на познати случаи каде што би по тоа би реагирале нели другите надлежни институциите, како полицијата, судовите и така натаму? Веруваме дека може да помогне. Веруваме дека можеме да направиме и исчекор во тоа како побрзо да реагираат институциите и ние тоа ќе го правиме заеднички со сите што сме вклучени во изготвувањето на апликацијата и во следењето на нејзиното функционирање, бидејќи постојано ќе алармираме и ќе известуваме за тоа што се случува и кои се нашите сознанија како би можеле да влијаеме и институциите да реагираат и секако и граѓанскиот сектор, бидејќи тие веќе како да кажам, покажуваат интерес, особено Министерството за труд и социјална политика, која што е и иницијатор на апликацијата и која што е носечка институција за одговор на семејното насилство и верувам дека со тек на времето ќе успееме во тоа. Дали само семејното насилство е во вашиот фокус, еве во секојдневното работење, нели постојано се нагласува дека не треба само тие 16 дена активизам да бидат туку 365 дена во годината да се зборува за ова и да се работи на овој проблем. Па дали и кај вас во UNDP имате и други проекти кои што се однесуваат на родовата еднаквост? Да, можам да кажам дека родовата еднаквост е интегрирана во сите програми и во голем дел од проектите има особено внимание и значај, особено кога работиме со локалната самоуправа, со општините, со начините на кои што на локално ниво се регулираат односите и како да можеме да влијаеме на тоа
сите услуги да бидат достапни не само во поголемите урбани средини, туку и во сите општини, а тука имаме, можам да кажам, голем недостаток, бидејќи најголем дел од расположивите услуги за жртвите се во поголемите урбани центри. И во однос на тоа имаме доста да работиме како држава и во поглед на постигнувањето на обврските кои што како држава ги имаме превземено со подпишување и со ратификување на Истанбулската конвенција. Како UNDP во изминатиот период имавме една особена активност каде што беа со наша подршка опремени центрите за упатување на жртвите за сексуално насилство во Скопје, Куманово и Тетово. И тие исто така треба да се зголеми бројот на вакви центри и во други здравствени установи во државата. И верувам дека и понатаму ќе продолжиме да работиме, било дали е тоа со конкретни проекти насочени кон унапредување на родовата еднаквост или со интегрирање на родовата еднаквост во сите други аспекти на работењето на организацијата, бидејќи и двата аспекти се особено важни. И да се стави фокус на унапредување на родовата еднаквост и тоа да биде дел од секој процес во организацијата. Тоа беше Жаклина Гештаковска-Лексовска. Јас многу ви благодарам што одвоивте минути да се вклучите во денешниот утрински брифинг со најава, со надеж се разбира дека повторно ќе се слушнеме и ќе се видиме да поразговараме за овие важни работи. Ви благодарам уште еднаш.